Здраво, девици! Ова се вашите таро толкувања за месец февруари 2023 и ова се генерални таро толкувања, не се лични, значи зборуваме за многу од вас, а со тоа и не може сите се што ќе чуете да биде за вас. Обидете се пораката што е за вас, да си ја препознаете. Јас се надам дека ќе ви биде од корист. И оно што не е ваше, отфрлете, не му обрнувајте внимание. Пред да започнеме, да ве подсетам, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, помогнете да се шират побрзо пораките, да стигнат таму каде што се најпотребни. И претплатете се на канал, станете дел од сето ова, тоа нам многу не значи. Ајде сега да видиме со што ќе се занимаваат девиците во февруари. Некој од вас, девиците, вие ќе разоружете некого. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе победите во некој аргумент. Ќе ги соберете успесите овде. Меѓутоа, ова не е така едноставно. Зошто? Еве сега ќе објасним. Вие ќе победите во овој аргумент секако. Не сте сами, сте повеќе. Ако не е уште еден зовеш, тогаш се уште тројца сигурно, двајца-тројца. И во кое поле се одвива сето ова, вие знаете од вашиот живот. И оваа победа што ја однесовте е победа само за вас, меѓутоа на другите не им се допаѓа. А зашто не им се допаѓа, и тоа уште та објасним убаво, тоа е затоа што вие не го направивте ова на правилниот и вистинскиот начин. Вие настапивте овде со некаква доза на анимозитет, вие настапивте со доза на ароганција, со доза на непријателство. Наместо да постапите пријателски, со цел да победите, но и да ги научите на некаква лекција, вие настапивте арогантно и тие не можат сега да гледаат на вас и на нештово со исти очи како и досега. Да, победивте овде затоа што имавте вие нешто повеќе од овие другиве што се вклучени во ова. Вие имавте идеја повеќе, вие имавте атрибут повеќе, вие имавте знаење повеќе, вие имавте стратегија повеќе, што и да е, имавте повеќе од другите. И кажав, го направивте тоа на еден многу арогантен начин. И вие тоа го знаете, но не му обрнувате внимание на тоа чувство. Сега станувате полека зависни на ова што се случи. Од ова што се случи. Зависни од ова да победувате на ваков начин, зависни од ова да им покажете на другите колку повеќе од нив можете, знаете, сте. Но тоа, кажав, на другите не им се допаѓа, воопшто не им се допаѓа начинот и постои можност овде да ги изгубите и како пријатели. Зашто ова не беше некое непријателство досега, ова беше одлично пријателство, супер врски. Дури можеби ова се нешто поврзани во домот, можеби вашите деца, тие што се помлади од вас во домот, нив нешто сакавте да им докажете, да им покажете. Како и да е, ова го направите на лош начин. Ги направите да се чувствуваат поневредни, многу помали од вас, многу понеинтелигентни, многу понеспособни. Не им ја дадовте лекцијава на прав начин. Вас тоа ви се допаѓа, онај успехот како вие се покажавте голема мокина во ситуацијава, но нив не им се допаѓа. И не чувствуваат дека има нешто овде да научат. Затоа во февруари ќе се случат моменти кога ќе не идете на отпор или нема да сакаат да го примат она што имате да го дадете повеќе, колку и тоа да е важно и големо и знаете и вие дека тоа е вистината, тоа е мудроста, меѓутоа нема да сакаат да го примат, што не им се допаѓа начинот на кој вие го правите тоа.
И сега ќе идете на ситуација каде нема никому да му покажувате, да му објаснувате, да го советувате. И тоа ќе ве загрижи, навистина многу ќе ве загрижи. Меѓутоа не се откажувате од идејата, вас ве храни, сега вас ви се храни егото со ова и затоа не се откажувате од начинот. Но тоа само ќе донесе до понатамошни грижи за вас. Верувајте, тоа не е начинот. Знаете длабоко во себе, не сакате да го послушате тоа чувство, затоа што кажав, егото сега ви се храни и ви е убаво, но ќе ви донесе грижи, ќе ви донесе проблеми во врските, ќе ви донесе проблеми во комуникацијата, во блискоста. За да не се случат такви нешта многу полоши за вас од ова, вие обидете се сега да се повлечете малку. Во февруари ќе треба малку да се повлечете, да оставите нештата да преспија, да речеме, да прележат нештата, оставете ги, да се смират нештата, луѓето да престанат да чувствуваат дека вие сте им непријател. Оставете, не правете ништо, повлечете се и чекајте го погодниот момент кога ќе треба повторно да настапите, но овој пат да настапите вистински и онака како што треба, како не би ги изгубиле луѓето кои ви требаат, кои ви значат и на кои вие многу им требате. Ете таа приказна, значи тоа се бара од вас. И тоа ќе се случува период. И сега тоа беше за некои девици. А некои други девици пак се чувствуваат навистина лошо, навистина неубаво. Вие мислите дека сте во еден период од животот, таков ви е животот, периодов, како ништо не се случува, како се е здодевно, како во вашиот живот веќе нема случувања, нема страст, нема излегувања, нема луѓе, нема ситуации, нема можности, едноставно се е тоа само еден досаден пат, досаден живот. Вие чувствувате дека сте ги изгубиле со ова кое предолго трае, вака живеете во некој досаден свет. Сте ги изгубиле врските со влијателни луѓе, чувствувате дека сте отфрлени од средината, од општеството, не отфрлени заради нешто, туку самите така едноставно течеа нештата и сега се чувствувате како отфрлени, како немате можност да се вклопите повторно. Сте обкружени со некои здодевни луѓе, нема ништо интересно во вашите кругови. Може би положбата некој од вас сте ја изгубиле убава што сте имале во општеството, во средината. Жалите околу тоа, се чувствувате навистина многу лошо. Но треба да разберете дека ова е тој пат, да, таков е периодов, тоа е тоа. Таков е животот всушност. Ова е тој пат на кој треба вие да научите некои други лекции, некои поважни лекции, и за да го научите тоа, треба да бидете истрајни и да не застанувате по овој пат на секое камче кое ве сопнува. Ова камче може да биде се, може да бидете ваквите мисли кои ве напаѓаат дека во вашиот живот ништо убаво не се случува. Може да бидат ситуации кои ви го одвлекуваат вниманието и вие заборавате на патов кој треба да се изоди. Вие треба да знаете дека ова е пат кој треба да се изоди, од страна ништо не смее да ви го одвлекува вниманието, како побрзо ќе стасете до целта, зашто целта е тука, е пред вас. Но за да стигнете побрзо, треба да заборавите на се ова што ви го одвлекува вниманието, па дури и вашите мисли. Да, патот е ваков, тоа е, ништо не се случува, но кога ќе стигнете на целта, ќе видите дека имало смисла и имало зошто се случува сето ова. Тоа е за некои девици, а некои девици пак, ова е конкретно, мислам дека порака за жените девици, за некои жени девици.
И вие сте во брак, но во таа заедница вие воопшто не се чувствувате добро. Воопшто не се чувствувате добро. Овде нештата почнале да ве гушат, да ве оптеретуваат, да не ви даваат никаква смисла, може изгубивте смислата за... Не се чувствувате добро, тоа е тоа. И што се случува, се појавил можеби некој човек или пак некоја ситуација која ви дава надеж дека може да ги смени нештата, да ги смени работите. Но ова е надвор од бракот и она што сакаат картите да ве посоветуваат сега е да внимавате, затоа што овој човек или оваа ситуација не е тоа кое вие го посакувате и кое вам ви треба, зашто овде има скриени намери, нечесни намери и оваа ситуација, ако се впуштите во оваа ситуација, ќе ве однесе во уште полоша состојба од онаа во која што сте. Значи, периодов не признемајте ништо со никого, со ситуации каде вам ви е ветено дека ќе ве спасат под наводници. Не верувајте на тоа, периодов тоа нема да се случи. Тоа е тоа за некој од вас, а некој од вас девиците, може би е за машкиот пол, може би, па и не мора да значи, но некој од вас кој работите на нешто, се може да биде, ова се абстрактни поими, само вие препознаете си ги, сите вие кои нешто работите, меѓутоа ова не е од вчера што сте го почнали, ова е некој процес, долг и долгогодишен дори процес, каде вие заедно со овој процес се развивавте, растевте, станувавте помудри, поуспешни, станувавте, вие совладувавте поголеми вештини и станавте мајстор во својата работа. И сега за вас во февруари ќе биде блескав месец за вас. Затоа што вие ќе се здобиете со големо богатство. Овој збор богатство, значи, може да значи се, значи дали ќе биде финансиско, материјално богатство или ќе биде емоционално, но вие ќе се здобиете со големо богатство. Дали душата ќе ви биде полна, дали паричникот ќе ви биде полн, нешто ќе се случи големо и вие ќе добиете награда за сето ова кое вие успеавте да го усовршите сиве овие години. И тоа е тоа, драги мои девици, за сега. Се надевам ќе најдете нешто кое ќе ви послужи и до следното. Чао, чао.